Добар ден уште еднаш на сите. Предлагам да започнеме 10:32 минути. Гледам дека најголемиот дел се присутни, веќе имаме 37 вклучени на нашиот настан, кој што дополнително е добре доден секој кој што ќе ни се придружи и подоцна. Почитуван ректор, почитувани проректори, професори, студенти, драги гости, ви благодарам за вашето присуство на Е-форумот на тема Универзитет без корупција, кој го организира Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола по повод 9 декември, Меѓународниот ден за борба против корупцијата, кога во 2003 година беше отворена за потпишување Конвенцијата на Обединетите нации за борба против корупцијата. Корупцијата како девијантна појава ја подкопува правната држава, го оневозможува владењето на правото и е во спротивност со демократските вредности и принципи. За да се намалат негативните последици кои што настапуваат од корупцијата, потребно е во државата да се воспостави цврста политика на борба со неа заради заштита на граѓаните и нејзино спречување. Целта на овој форум е подигнување и зајакнување на јавната свест за спречување на корупцијата во високото образование преку искористување на сите механизми на универзитетот. Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, заедно со останатите државни универзитети, е потписник на декларацијата Универзитет без корупција и како потписник ја продолжува заедничката заложба за промоција на основните вредности на борбата против корупцијата во високото образование. Исто така, на денешниот форум се користи и заштитен знак кој произлегува од проектот Универзитет без корупција, кој беше едногодишен проект на Институтот за стратешки истражувања и едукација, реализиран со поддршка на Амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Северна Македонија за спречување на корупцијата во високото образование преку засилување на капацитетите на универзитетите и студентските тела за имплементирање на законот за заштита на укажувачите. За таа цел го поканувам ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, професор доктор Сашо Коруновски, да се обрати и да го отвори овој форум. Повелете, ректоре. Благодарам, професоре, почитувани проректори, почитувани професори, драги студенти, почитувани членови на Државната комисија за спречувањето на корупција и сите други присутни кои што пројавивте интерес за да бидете заедно со нас во овој Е-форум насловен Универзитет без корупција. И се разбира, како ректор, јас на денешниот настан ќе треба малку да зборувам, а многу да слушам, и тоа и ќе го направам. Тоа ви го кажувам на тој пристап кој што го имам, затоа што се разбира. Она што јас како ректор се радувам дека универзитетот континуирано го одбележува Меѓународниот ден за борба против корупцијата и ќе бидеме присутни на овој настан во наша организација, но ќе бидеме присутни на настанот кој што подоцна се организира во организација на Државната комисија за спречување на корупција. Она што денес ќе го накратко само ќе го кажаме дека универзитетот ги следи препораките и оние законски нормативни елементи за да влезе во тој системски процес на борба против корупцијата. Таа институционална поставеност значи имање на овластено лице за прием на пријави за корупција, тоа е професорката доктор Валентина Гулевска, која што ќе има своје обраќање. Тука е и нашата студентка, студентскиот правобранител Емилија Батковска, но ќе кажам дека ние именувавме и лице кое што е во директна комуникација со ДКСК за координација на сите информации од оваа комисија за спречување на корупцијата, кои ги упатува до институциите за да се олесни соработката и размената на информациите важни за непречено одвивање на процесот за спречување на корупција. Не случајно, ние во декември 2017 година, како што и професорот кажа, заедно со другите јавни универзитети, ја подпишавме декларацијата за Универзитет
без корупција и дел од тие активности или follow-up кои што го имаме, бидејќи не е само да подпишете декларација, туку треба и да работите на спроведување на таа декларација. Во декември 2017 година ја подпишавме таа декларација и ево делот придонесот кон таа непрестана борба против корупцијата е и овај настан кој што денес го организираме. Она што во самата декларација за кој што ние се обврзавме дека ќе го правиме се разбира да ги детектираме точките каде што може да се појави корупцијата и да институционално реагираме. Се разбира, тука декларативно се споменува знаењето на студентот како една од основните елементи кој може да биде предмет на некакви коруптивни појави, етичноста при работењето во научно-истражувачката работа, како елемент кој што исто може да јави девијантни појави, и сите оние начела и принципи на законитост, честност, што мора да се темел на едно работење на еден универзитет, затоа што универзитетите се на врвот на пирамидата и треба да се наврват на пирамидата на транспарентност и на тој начин да се огледало на појавите што значат транспарентно, одговорно, законито работење. Но она што е како додадена вредност на овие основни постулати секако е дека ние треба да се трудиме да ставиме во наставните програми да се објаснуваат механизмите за борба против корупцијата, се разбира онаму каде што има и најмала можност за да се тоа направи, бидејќи студентот и студентите ќе бидат свесни и спремни да се борат со ова негативна појава, не само преку вакво неформално образование, туку тоа да биде дел и од она нивно формално образование. А се разбира, од едната страна, условно ќе речам, е нашата академска заедница, професорите и студентите како контратежа наша, но заеднички е интересот да ги разработиме каналите за борба против корупцијата. И не случајно, еден од клучните фактори во тоа е и студентскиот правобранител, кој што денес имаме чест да биде дел од овој форум. Затоа, почитувани присутни, ние како универзитет го имаме етичкиот кодекс, кој што е донесен, но кога се промени околностите на часови, па дури и онлайн полагања, ние донесовме и кодекс за онлайн студирање, во насока да ги поставиме основите во таа трансмисија и интеракција со студентите, за да се знаат основните етички елементи, било во претходно направената она физичка комуникација, но сега требаше да се постават основи, затоа што кога поранешните етички кодекси ги правевме, се разбира, немаше тука можност за еден нов вид на комуникација и затоа сакавме и тоа да на некој начин нормираме, бидејќи и тоа може да биде дел од полето каде што ќе се јават негативни појави. На крајот ќе кажам дека се разбира, борбата против корупцијата е важно прашање, приоритетно прашање, би рекол, за државата. Што ми е така, тоа е приоритетно прашање и за универзитетите. Но ќе кажам дека борбата против корупцијата е сложен процес. Тоа не е еднонасочно патување од точка А до точка Б, туку всушност една конзистентна политика на спроведување на акти кои што можат да бидат, се разбира, ставени во една рамка на сите оние акти кои што делуваат на нашето работење, но многу се тука вклучени и оние делови на однесување, на узанси, на етика, на етичност, кои што не мора да се запишани, а треба да се пракса и практика во спроведувањето на нашите основни функции како универзитет, тоа е образование, наука и поврзување со општеството, со пошироката заедница. Затоа ние целиме
да се донеси и да се применува таа политика на интегритет, на силни институции. Јас веднаш ќе кажам дека строго се противам на изјавите на некои релевантни луѓе дека голем удел во ајде да речем овие негативни појави во државата ги има луѓето или народот со некакви своји начини на однесување. Напротив, силните институции брзо ќе го пресретнат и ако има било каква желба кај некој поединец, таквото однесување и ќе покажат дека тоа однесување е непримерно и брзо ќе се справиме со поединците кои што се од другата страна на институциите. Но клучно е институциите да ја имплементираат таа политика на интегритет, која што значи да го олеснат и осигураат начинот на пријавување на корупција. И ние како универзитети треба да овозможиме развиени механизми во кои што денес една од основните елементи на нашата дебата ќе биде и нели за примената на законот за заштита на укажувачите, за тој систем да биде доверлив, за луѓето да имаат доверба во него едноставно и на тој начин ќе ги поттикнеме да тие се развие таа свеста за спречување и соочување со овој предизвик. Значи, затоа реков, не е тоа едноставно патување од точка А до точка Б, туку еден комплексен систем на акции и делувања кои што дел се поврзани со законите, но дел лежат и во нашите етички норми како личности и како луѓе кои што работат во една средина. Затоа, на крајот, сакам да ве поздравам, да ви честитам на интересот да бидете дел од оваа дебата, а универзитетот со својата транспарентност и отвореност ќе биде секогаш на браникот на борбата против корупцијата. Ви благодарам. Ви благодарам, ректоре, за вашето излагање. Нашиот универзитет ги користи сите расположливи капацитети во борбата против корупцијата и секако остварува соработка, како што кажавте, и со сите тела кои што работат во оваа сфера на спречување и борба против корупцијата и секако борбата против корупцијата која што треба да биде сериозна или активна и истрајна во текот на преземање на конкретни мерки како за подигнување на свеста, но така и за конкретни активности во функција на спротивставување против ова зло. Сега го поканувам проректорот за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор доктор Маријан Ѓуровски, да земе збор. Проректоре, повелете. Благодарам, продекане, почитуван колега Илиевски, почитуван ректоре, почитувани проректори, драги колеги. Особено ми е драго што во рамките на одбележувањето на нашиот патрон празник на Универзитетот Свети Климент Охридски, а особено по повод меѓународниот ден на борбата против корупцијата, токму студентите и професорите се на едно место и дебатираат и ги изнаоѓаат механизмите за уште поефикасна борба против корупција. Дали на формален или неформален начин, свесно или несвесно, веројатно секој од нас се соочил со ова опасност по нашето заедничко работење. Верувам дека токму и преку учеството на представникот на Државната комисија за спречување на корупцијата и судирот на интерес и нашите представници, студентскиот правобранител и колешката Гулеска, официјален представник и лице за контакт за судир на интереси, токму се официјалниот канал преку кој ќе овозможиме заеднички универзитетот и сите вас студентите да се бориме против ова зло. Токму корупцијата е една од најголемите пречки за економски и социјален напредок уште кај првите држави, ако се присетиме.
Според одредени автори, токму корумпираните појави се причина за распадот дури на стариот Египет, како политички ентитет и особено пред се растурењето на римската држава. Значи, само веројатно корупцијата денеска е доусовршена, а е наследство дури од минатото. Така уште пред 2000 години Чанакја, премиерот на индискиот крал, во својата книга Архашастра, го дистрибуира и разговара токму за проблемот на корупцијата. Дури во литературата Данте Алигери уште пред 7 века ги сместувал коруптивните службеници во најдлабоките делови на пеколот. Шекспир, од друга страна, во неколку од своите драми кои ги имаме прочитано, вметнува ликови што се склони на коруптивни активности, а во Американскиот устав конкретно се споменува примањето подкуп од страна на председателот на државата како причина за негово отповикување од функцијата. Сепак само во последните 2 декади најмалку феноменот на корупцијата го добива вистинското внимание во јавниот дискурс, вклучително и во академската заедница. Следствено на ова и самата наука за корупцијата во високото образование и образованието генерално почнува да се развива во последните 5 години. Најшироката дефиниција кога говориме за корупција во високото образование вели дека тоа е злоупотреба на авторитет со цел добивање на одредена материјална придобивка и офека злоупотреба на јавната позиција која ние имаме или доверба за лични или приватни цели кои може да се искористат. Борбата против корупцијата треба да опфати мерки со кои ќе се влие на повеќе нивоа и ќе се опфатат се повеќе засегнати страни, што го прави и нашиот универзитет со конкретна примена на мерки, алатки и политики кои се дел од нашиот универзитет. Затоа што образованието представува исклучително важна јавна област. Се работи за сектор кој има неколку функции, од кои најважни се продукцијата на работните кадри, некои од вас и идни лидери, и градењето на етички и морални вредности. Кај вас, младите луѓе, драги студенти, како и нивните сваќања и погледите кон светот. Земајќи ги предвид извештаите на Европската комисија од изминатите 10 години, забележливо е констатирањето на високиот степен на корупција во јавниот сектор во државата. Затоа еден од клучните можни и важни области преку кои може да се влијае на намалувањето на корупцијата во државата на повеќе начини е токму во суштина високото образование. Од денешниот форум сакаме да ја потенцираме заложбата на Универзитет без корупција како наша заедничка цел за спречување на корупцијата во високото образование преку заселување на капацитетите на универзитетот, но пред се и студентските тела за имплементирање на Законот за заштита на укажувачите. Заеднички треба уште повеќе да се насочиме кон зголемување на свеста за обврските за примена на Законот за заштита на укажувачи во системот на високото образование, како и засилување на капацитетите на управата, администратијата и студентските организации за постапување и представување на законот. За корупцијата во високото образование се оди и во поширока рамка, ако разговараме, во која се сметаат сите и неформални односи, кои се основани за да овозможат недозволен пристап до материјални или нематеријални бенефиции преку злоупотреба на јавната позиција, со што се изневерува јавната или заедничката доверба која ни е дадена на сите нас. Истата го воведува и моментот на перцепирање на образованието како заедничко добро, односно како колективен договор во заедницата, со што се дава дополнителна сериозност на употребата на коруптивната дејност во оваа сфера која ние работиме. Се смета дека академската заедница, иако е автономен ентитет, не е изолирано острово на кој не влијаат општествените текови со кои ние секој ден се соочуваме. Така, коруптивните однесувања се плод на општите сваќања и културата
на живење, како и воспоставените социјални односи помеѓу луѓето овде во регионот, но и пошироко. Односно, општо прифатените стандарди на однесување се присликуваат, за жал, и во академската заедница во кој се разбира сите ние сме луѓе. Затоа, доколку постои висок степен на корупција во останатите сфери како здравството, полицијата, јавните набавки, скоро е невозможно коруптивните појави да не се присутни во областа на средното, основното и високото образование, кои токму преку овие наши активности сакаме да ги осуетиме и преку јавно делување да ги доведеме колку можеме во минимални граници. Ова се јавува поради навиките на населението, во суштина и на поголем дел од граѓаните да добиваат услуги како воспоставена култура за жал на живење, да се добиваат услуги од јавните институции со обид за коруптивни дејанија и овој начин се користи за жал во сите сфери. Едни од причините поради кои се јавува корупцијата во високото образование се економскиот развој и стандардот на нашата држава. Според истражувањата на Transparency International, земите кои имаат низок животен стандард, имаат значително повисок степен на корупција во образованието, отколку кај оние во кои граѓаните имаат поголеми примања. Значи, корупцијата во високото образование се лоцира од три причини, а тоа е трка за полесно добивање вештини и диплома и побрзо и подобро позиционирање на пазарот на труд, професорите и академскиот кадар кои сметаат дека се недоволно платени за својот труд и општото мнение кое е генерално во државите постсоцијализмот и кои се уште се, за жал, можеби во транзиција, е општото мнение за недовербата во државниот систем и јавните услуги. Во ваквите земји, каде што може да се вброи и нашата, поради социоекономскиот статус, луѓето се позависни од државната апаратура и потешко се спротивставуваат на корупцијата, иако ја препознаваат истата како штетна. Сепак значајно и на овие настани и форуми да напоменеме дека корупцијата не е ексклузивна одлика само на земјите во транзиција или земјите во развој, туку тоа дека постои и во поразвиените држави. Од тука при крајот сакам да нагласам дека нашиот универзитет презема обврска за спроведување на политика на нула толеранција кон корупцијата и се обврза да постапува професионално и честно, заштитувајќи го интегритетот и имплементирајќи го системот за заштита од мито и корупција. Студентскиот првобранител на универзитетот е sui generis во академската заедница, која ви стои на располагање, драги колеги, и може како алатка да ја користите доколку имате потреба вие како студенти. Целта на функцијата е заштита на правата и интересите на студентите, исклучиво во академската заедница, за што многу повеќе ќе говори колешката Батковска. Студентскиот првобранител, овластеното лице за борба против корупција и судир на интереси, професорката Гулевска и јас како проректор, заедно со ректорот на чело на тимот, ви стоиме во секое време на располагање за сите прашања и евентуални идни проблеми и дилеми на кои наидувате за време на вашето студирање и овде се законските механизми во кои ќе ви упатиме заедно со вашите заштитници, студентскиот првобранител и овластеното лице, да го канализираме секоја дојава на евентуална корупција, мито и заеднички се справиме со ова зло на 21. век, со цел да обезбедиме високи стандарди на студирање во високото образование, а со тоа го подобриме и развојот и економското живење во нашата држава. Ви посакувам успешен форум и верувам дека од исклучителна полза ќе бидат кажувањата на представникот на Државната комисија, на колешката Гулевска и студентскиот првобранител Батковска и ќе можат нашите студенти да искористат и ги можностите кои ги нуди законот, но и пред се подигање на свеста, да се шири јасната намера дека нема место ниту за мито, ниту за корупција, ниту за никаква помисла и секакво обид треба на самиот почеток да биде осуетен. Посакувам успешен форум и ви благодарам за вниманието.
Ви благодарам, проректоре, за вашето излагање. Во кратки црти успеавте да ги детектирате и причините за појавата на корупцијата, посебно во високото образование, бидејќи, како што рековте, не е изоставено, корупцијата е присутна во сите сфери и се повеќе е активна борбата која што треба да се презема против неа. И секако последиците кои што настапуваат од корупцијата, кои што се навистина штетни и може сериозно да влијаат врз квалитетот на високото образование. Заради поефикасно спречување и заштита од корупција, а согласно Законот за високото образование, Универзитетот има избрано овластено лице за примање на пријави за корупција, што представува ефикасен механизам за поднесување на пријави против лица вработени на универзитетот или единиците во негов состав. Па подетално за предизвиците од досегашниот начин на работа ќе ни објасни професор доктор Валентина Гулевска, овластено лице на универзитетот за прием на пријави за корупција. Професорке, повелете. Благодарам. Почитуван ректоре, почитуван проректоре, почитуван колега Илиевски, драги студенти и присутни гости на настанот. Ми представува особено задоволство и чест да ве поздравам и да се обратам на овој форум по повод организиран по повод Меѓународниот ден за борба против корупцијата. Како овластено лице за прием на пријави на корупција, функцијата е веќе 2 години, значи се навршат 2 години од избор. Во контекст на досегашните мои искуства во работењето во оваа област, сметам дека ќе биде корисно накратко да ги презентирам практичните активности кои што Универзитетот ги презема со цел да ја имплементира својата антикорупцијска политика. Накратка презентација. Се надевам дека добро се слушаме и дека ја гледате веќе презентацијата. Како што истакна и ректорот и проректорот, појавата во образование предизвикува само репутацијски колапс на високообразовните институции, туку таа исто така представува и сериозна пречка за развојот на квалитетот на целиот образовен систем воопшто и за развојот на општеството како целина. Ова е особено јасно ако се земе во предвид фактот дека сите сфери на општественото живење можат да се организираат или реорганизираат единствено со помош на образованието. Во тој контекст на образованието му се дава голема важност и голема моќ практично се наоѓа во рацете на субјектите кои што работат во сите сфери од образовниот систем, и во основното, и во средното, и во високото образование. За таа цел и нашиот универзитет, приклучувајќи се значи кон борбата против корупција, а за издигнување на свеста кај сите субјекти од функционирањето на универзитетот за борба против корупцијата, има изградено свој механизам за кој што говореа и ректорот и проректорот, а тоа е основање на функцијата овластено лице за прием на пријави за корупција, со што со основањето на оваа функција практично се донесе и правилник со кој што се регулира работата на овластеното лице за прием на пријави за корупција и исто така со антикорупцијската политика што ја спроведува универзитетот во рамките на своето действување. На почетокот од презентацијата би сакала накратко да ги презентирам главните
основи, столбови на кои што се потпира политиката за спречување на корупција на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, односно да ви ги презентирам нашите заложби. На прво место тука е грижата за трансмисија на академските вредности, за кои што не ви говореа и ректорот и проректорот. Понатаму тука е создавањето на обкружување кое поттикнува антикорупцијска свест кај вработените на универзитетот, значи и воопшто кај сите субјекти од функционирањето на универзитетот, тука се студентите, наставниците и административниот кадар и на трето место доаѓа проценката на ризичните области кои се или можат да бидат извор на корупција. Опирајќи се на овие три столбови, практично се гради севкупната политика за спречување на корупција на нашиот универзитет. Ако се осврнеме на првиот столб, ќе кажеме дека тука најважно од се е да се развива и да се јакне академскиот интегритет, кој што подразбира почитување, честност, доверба, слобода, одговорност и така натаму, и ќе кажеме дека практично во основата на академскиот интегритет лежи доблеста. А за доблеста, уште еден многу познат антички философ Сократ ќе каже дека доблеста е знаење. Ако е доблеста знаење, тогаш тоа значи дека доблеста може да се учи. И од тука одговорноста на образовниот систем во секоја општествена заедница да поучува за доброто, да ги успособува младите генерации, да градат интегритет и на таков начин да се бори против појавата на корупција и против појавата на ерозија на етичките вредности во општественото живење. Покрај тоа што универзитетот како примарна задача има задача да врши трансмисија на овие вредности, особено трансмисија на вредностите како што се транспарентност и отчетност. Исто така, со својата антикорупцијска политика, Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола се обидува да изгради и едно обкружување кое што ќе поттикнува антикорупцијска свест. Па во таа насока предвидени се голем број на активности, а дел од нив се и имплементирани. Во таа насока ќе кажеме најнапред дека во склад со политиките на Државната комисија за спречување на корупцијата, на универзитетот се случува промовирање и воспоставување на ефективни практики за поблиска комуникација со студентите, со цел да се обезбеди уверлива заштита на нивните права. Тука ќе ја споменам соработката на овластеното лице за прием на пријави за корупција со студентскиот правобранител и воопшто со председателите на студентските собранија на сите единици на нашиот универзитет. Понатаму, како друга исто така важна активност, ќе го споменеме организирањето на работилници со презентирање на етичкиот кодекс на УКЛО за студентите од прва година. Оваа идеја се разви по истражувањето кое што беше спроведено минатата година од страна на представници на студентите, а кое што покажа дека плагиаризмот зема навистина голем замах во високото образование и утврдено беше со истражувањето дека плагиаризмот најмногу е застапен кај студентите од прва година, односно од пониските години на студирање. Тоа практично покажа дека студентите кои што доаѓаат од средно образование не се доволно запознати со правилата на академската етика и на академското работење, истражување и така натаму. Па во тој контекст се роди и идејата за сите студенти од прва година, уште во првиот семестар, да се организираат работилници на кои што ќе се презентира етичкиот кодекс на УКЛО. Исто така ќе се презентира и функцијата овластено лице за прием на пријави за корупција, подетално ќе се образложи
постапката за поднесување на пријави за корупција и ќе се охрабрат студентите да ги пријавуваат сите неправилности во функционирањето на универзитетот или сите неправди со кои што ќе се соочат во текот на своето студирање. Понатаму, како следна активност, ја имавме активноста која што предвидува организирање на студентски дебати на кои учествуваат експерти од областа на правните науки. Една таква успешна дебата имавме пред една година, точно на овој ден, по повод 9 декември, кога гости во дебатата беа денешниот модератор на форумот, професорот Ице Илиевски и професорката Ивона Шушак, и се разбира студентите кои што поставуваа прашања и едноставно се разви жива дискусија на која што се добија одговори за многу проблеми и дилеми кои што ги мачат студентите во текот на нивното студирање со кој што се соочуваат. Понатаму исто така имавме и реализирање на гостувања во емисии посветени на борба против корупцијата на Универзитетското радио со госпоѓата Сонја Тантаровска или Тантарова, се извинувам точно презимето, не знам како е, на која што учествував јас како овластено лице за прием на пријави за корупција, учествуваше и тогашниот студентски правобранител Бојан Петровски и на кој што можевме да запознаеме пошироката академска заедница со можностите кои што ги нуди нашиот универзитет за пријавување на корупција, односно механизмите кои што ги нуди, а тоа се функцијата овластено лице за прием на пријави за корупција и функцијата студентски правобранител. И на крајот имаме исто така трет столб на политиката за антикорупција на нашиот универзитет, а тоа е проценката на ризичните области, па да видиме кои активности ги презема универзитетот со цел да направиме проценка на ризичните области или како што ги нарекуваат некои уште и црвени знаменца кои што алармираат дека можеби нешто се случува во функционирањето на универзитетот кое што може да се превенира или да се надмине. Во тој контекст воспоставен е механизам за следење на заложбите утврдени со нацрт политиката за спречување на корупција на универзитетот. Повторно ќе кажам, тоа е функцијата што ја извршувам, а која што е во склад со Законот за високо образование и во склад со Законот за заштита на укажувачите. И во рамките на таа функција отчетноста на универзитетот се состои во подготвување на извештаи, полугодишни извештаи кои што се поднесуваат до Државната комисија за спречување на корупција, а исто така се подготвува од страна на овластеното лице и полугодишен извештај за неговото работење кој што се доставува до ректорската управа на универзитетот и до сенатот на универзитетот. Во тие извештаи може да се види статистички, значи колку пријави биле доставени до овластеното лице, на кој начин течела постапката за решавање на проблемите, какви резултати сме добиле по завршувањето на постапката, по поднесена пријава и слично. Понатаму, тука исто така треба да го споменеме и спроведувањето на годишно истражување за потенцијалните извори на корупција на универзитетот, кој има дијагностички карактер, како што беше и споменатото истражување во минатата академска година, кое што ни откри многу интересни детали за актуелните состојби на нашиот универзитет во однос на ова прашање. Например, на прашањето за тоа дали сте слушнале за функцијата овластено лице за прием на пријави за корупција на универзитетот, од сите анкетирани студенти кои биле во голем број, само 40% одговориле со да, што значи дека поголемиот дел од студентите
не биле запознаени со оваа функција и не знаеле дека доколку биле жртви на некакво корупцивно дејство, можат да се пожалат едноставно или да поднесат пријава до овластеното лице за расчистување на случајот. Исто така, со ова истражување се откри дека најголем дел од студентите кои што знаат за оваа функција не би се осмелиле да поднесат пријава до овластеното лице, официјална пријава, нели, поради стравот дека можеби ќе се открие некако идентитетот на пријавувачот, дека потоа можат да му се прават обструкции на студентот во полагањето на испитите или во крајна мерка дека на крајот можеби нема да може студентот да дипломира. Во овој контекст се реализира и емисиите на Радио Укло, во кои и дебатите се разбира, во кои што во многу наврати на студентите и од моја страна и од страна на колегите им се потенцираше дека според законот за заштитено внатрешно пријавување на пријавувачите строго им се гарантира анонимноста, односно строго се заштитува нивниот идентитет. Во тој контекст беше кажано дека за овластеното лице за прием на пријави на корупција постојат и законски казни со кои што тоа лице нели би се казнило доколку го открие идентитетот на пријавувачите, така што малку ми се чини со помош на тие активности за популаризација на овој механизам овластени лице за прием на пријави за корупција на нашиот универзитет, полека студентите се запознаваат со нивните вистински можности за заштита на нивните права и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме со истите промотивни активности со цел што поголем број на студенти да се охрабрат да пријават корупција доколку навистина се соочиле со неа во текот на нивното студирање. Понатаму имаме изготвување на годишна анализа на ризичните области кои се или можат да бидат извор на корупција. Тоа е еден документ кој што според правилникот за работата на овластеното лице задолжително го изработува овластеното лице еднаш годишно и го презентира пред ректорската управа на универзитетот и пред членовите на Сенатот на универзитетот, при што Сенатот подготвува и акцијски план за справување со евентуалните ризични појави од областа на корупцијата во рамките на функционирањето на универзитетот. Исто така, во извештаите на овластеното лице за прием на пријави за корупција, задолжителен дел е предлагање на препораки со кои што нели ќе можат да се надминат евентуалните корупцивни појави во функционирањето на универзитетот, па така како генерална препорака од досегашната моја активност како овластено лице за прием на пријави за корупција, која што еве сега можеби прв пат ја промовирам на овој e-форум, е пораката дека можеби во иднина треба да размислуваме за надградба на наставните програми или на надградба на курикулумот по одредени предмети на сите единици на универзитетот со содржини кои што би биле од областа на антикорупцијската политика на државата, затоа што можеби студентите од правен факултет или од факултетот за безбедност имаат предмети кои што ги тангираат овие содржини и елаборираат оваа проблематика, сепак на поголем дел од единиците на универзитетот студентите не се во можност да се запознаат со ваквите претпоставки за нивниот студентски активизам, па поради тоа можеби во рамките на наставните програми на одредени предмети би можеле да се инкорпорираат содржини кои што се од оваа област, а кои што ќе помогнат во поттикнувањето на свеста кај студентите за пријавување на корупција или поттикнувањето на свеста за нетолеранција кон корупцивни дејства.
Во тој контекст и го завршувам ова кратко презентирање на практичните активности на УПЛО кои што се предвидени со нацрт политиката на Универзитетот за спречување на корупција и како професор по етика на Педагошкиот факултет во Битола би сакала да кажам дека навистина темелот и основата на секоја антикорупцијска политика треба да биде негување на доблеста кај младите генерации. Значи, издигнувањето на етичките вредности на висок пиедестал и сериозно внимание да се посвети на академскиот интегритет, кој што нели е и наша основна заложба како академски работници, како луѓе кои што ги креираат, нели, и трасираат патеките на развој на општеството во целина. Ви благодарам. Ви благодарам, професорке Гулевска, за вашето излагање. Универзитетот со изборот на овластеното лице, нели, за прием на пријави за корупција, не ја задоволува само формата, туку напротив, еви од она што вие го кажавте, презема активни мерки и ги користи сите оние механизми кои што стојат на располагање во функција на подигнување на свеста, но и секако охрабрување на студентите и на другите лица за можноста да пријават без при тоа да имаат одредени последици и секако токму тоа е и главната цел, нели, активно вклучување на сите во функција на спротивставување и борба против корупцијата. Државната комисија за спречување на корупција, која е основана како независно тело, чија цел е примена на мерките и активностите за спречување на корупцијата и судирот на интереси, токму од ова област, односно за работата на комисијата, конкретно на темата за корупцијата во високото образование, го поканувам господин Горан Трпеновски, член на Државната комисија за спречување на корупцијата, да ни се обрати. Повелете. Благодарам. Се слушаме? Гледаме? Да, супер, ве слушаме, супер. Добар ден на сите. Благодарам прво за поканата за да учествувам на конференцијата. Прво да се представам. Јас сум Горан Трпеновски, поранешен новинарни уредник во Вестникот Вест и дигиталната редакција, сакам да кажам, правник, сега член на Државната комисија за спречување на корупцијата и судирање на интереси и моментално заменик председател на корупцијата. За корупција може многу да се зборува. Ги слушав претходниве дискутанти и пријатно сум изненаден што на еден универзитет се разговарало и дека има почетни работи за превенирање на корупцијата. Бидејќи корупцијата во образованието малку е третирана во релевантните извештаи за корупција. Меѓутоа, овој сектор често се посочува од граѓаните во разни анкети за нивната перцепција или искуството во однос на коруптивните действија. Корупцијата има свои различни облици и ризици, согласно степен на образование. Значи, тука има и основното и средното е детектирано, во средното и основното повеќе е трговија на влијание, и во високото образование проценката е дека корупцијата е умерено висока. Овој критериум е изваден од, има направено комисијата заедно со невладини и да ги скратам и маките и на луѓето кои што работат на универзитетите, има проценка на ранливоста на корупција, односно ризиците на корупција во образованието. Таква стратегија нема ниту Министерството за образование направено, а ниту универзитетите размислувале во таа насока. Затоа има готов производ, а тука и треба да се разгледа националната стратегија за борба против корупција, која што ја донесе собранието. Во неа точно се наведени
кои се проблемите и кои активности треба да се преземат за искоренување на корупцијата. За надминување на овие состојби, неопходно е вработување на квалитетен кадар, зашто е потребно пропишување на прецизни критериуми за избор во секоја фаза од постапката, како и заакнат инспекцијски надзор. Ризиците од корупција главно се поврзува со вршење на основната дејност, пружење на образовни услуги и вработување во овој сектор. Најчести форми на корупција, значи од искуството на комисијата, кои се јавуваат при пружање на образовните услуги, се подкупот, злоупотреба на службена позиција и подароците. Од анализа на ризикот за корупцијата произлегува дека при вршење на работата во образованието има ризици од корупција главно заради ниските плати, несигурниот работен статус на дел од вработените и праксата на неказнивост на коруптивното однесување. Интегритетот на образовните работници е клучен фактор дали ќе се случи корупција или не. Комисијата имаме изработен, има и приречник, има и програма за интегритет. Ние се бориме посебно и за алтернативно образование, значи во сите сфери дека клучен интегритетот на човекот на личност за борба против корупција. И втората работа е волјата да се бориш против корупцијата, а не декларативно, како што може да се види и во јавност и во пишувањето дека поголем број од институциите, според мене, глумат дека се борат против корупцијата. Нема вистинска борба против корупцијата, но тоа не значи да се обесхрабри. Затоа продолжувам и понатака во борба против корупцијата. Затоа беше донесена национална стратегија за борба против корупцијата и тоа се подигна на едно повисоко ниво. Поранешните беа носени од комисијата, а ова се донесе собранието. Во контекст на новиот план на американскиот председател Џо Бајден за борба против корупцијата. Друг сегмент каде што се детектира висок ризик од корупција е поврзан со акредитацијата на високообразовните институции, научните установи и студиските програми, за кои е неопходно да се обезбеди повисока транспарентност на процесот на воспоставување и работа на соодветните надлежни тела. Исто така, проблемот во овој сектор е што во рамките на образовните институции се уште постои ниска свест за адресирање на прашањата на корупцијата и судирен интерес. Потребни се систематизирани активности за јакнење на свеста во оваа сфера. Приоритетни проблеми кои што се диктирани во образование се изразени влијанија и дискреционите овластувања при вработувањето, недоволна изградени капацитети на Државниот просветни инспекторат, ниска свест за адресирање на прашањата на корупцијата во рамките на образовните институции, недостиг на подзаконски акти за начинот на регулирање за давање под закуп на недвижен имот на образовните институции, подигнување на квалитетот на високото образование во сферата на акредитирање на високообразовните институции, научни установи и акредитација на студиски програми. Во сферата на високото образование, значи треба да се воспостави механизам за редовен надзор од Државниот просветни инспекторат на постапките за избор во наставно-научни звања. Може уште многу да се зборува, може уште многу да зборувам, многу интересно времето и за дискусија. Само ќе кажам дека мала статистика од формирањето на новиот сустав на комисијата до денес поднесени се 23 пријави до комисијата, од кои 6 за утврдување конфликт на интереси, 15 за корупција и 2 се за проверка на имотната состојба на раководни лица на универзитетот. Во 2021 имаме 5 пријави за високото знамено. Основ за поднесување е незадоволство од постапките за вработување, избор во научно звање, раководни лица во универзитетите, јавни набавки, издавање недвижен имот и така натака. Скоро сите пријави се анонимни,
што малку и ме чуди. Се работи за професори, поголемиот дел се непотполни, а дел се работи за кој нема надлежност комисијата. Затоа на ова тема може многу да се зборува. Ќе го завршам излагањето со допорака до студентите и професорите: охрабрете се, пријавете корупција. Корупцијата не се исплатува. Благодарам. Ви благодарам, господине Трпеновски. Секако дека корупцијата не се исплатува и токму и универзитетот пораката која што ја праќа и она што го презема во функција за спротивставување борба против корупцијата е подигнување на свеста на студентите и нивно охрабрување. Јас ви благодарам и за изнесените конкретни податоци во однос на тоа за работењето, односно до каде и на кој начин Државната комисија презема конкретни мерки во насока на спречување на корупцијата. И се надевам кратко, значи ние сме секогаш тука се што му треба на универзитетот, значи за интегритет, проценка ризик на корупција, сето тоа е направено. Само треба да се имплементира колку може. Да, тоа ќе велев сега, дека се надевам дека универзитетот и Државната комисија ќе ја продлабочат и ќе ја продолжат досегашната соработка во функција нели на заедничко действување и спротивставување против корупцијата. Да, ние сега имаме кампања и за заштита за укажувачите, значи забрадетелно, и средните училишта почнавме кампања за борба против корупција. Одлично да биде и универзитетот нели ставен во таа агенда. Јас се надевам дека ќе се отвори некоја дискусија после завршување на сите излагачи, затоа ве предлагам да продолжиме понатаму со студентскиот правобранител, кој исто така е еден од механизмите за борба против корупцијата, каде што студентите секогаш кога сметаат дека нивните права се прекршени, може да се обратат, односно да побараат секако помош од студентскиот правобранител. Па за таа цел ја поканувам ВД студентски правобранител на универзитетот, студентката Емилија Батковска. Колешке Батковска, повелете. Микрофонот би ве замолил. Ви благодарам. Почитуван ректор, почитуван проректор, почитувани професори, почитувани присутни, прво би сакала да ви се заблагодарам за поканата и честа да учествувам на ваков битен настан по повод 9 декември, Меѓународниот ден за борба против корупција, а воено и да го честитам патрониот празник на нашиот универзитет Свети Климент Охридски. Пред да започнам со презентацијата, ќе ве замолам за фидбек, дали се гледа истата и дали се слушаме. Да, одлично се гледа. Ви благодарам. Корупцијата како глобален предизвик представува негативна појава во општеството со која се соочуваат сите земји, без оглед на нивниот степен на развиеност или државно уредување. А тука се присутни институциите, не исклучувајќи го и нашиот универзитет. Корупцијата е забрането однесување која загрозува демократијата и владењето на правото, искористување на функцијата, јавното овластување, службената должност и положба за остварување на каква и да било корист за себе или за друг. Па затоа е потребно колку што е можно повеќе индивидуите, институциите и универзитетите да работат на нејзино спречување. За да се намалат негативните последици кои настануваат од корупцијата, потребно е во државата да се воспостави цврста политика за борба против корупцијата, заради заштита на граѓаните и државата, а особено заради воспоставување и почитување на владењето на правото. Властите се повеќе препознаваат дека корупцијата е сериозна пречка за ефективно и ефикасно владење, раст и стабилност, како и дека итно се потребни значителни чекори за справување со овој предизвик на локално и на глобално ниво. Затоа земјите развиваат закони, политики, методологии и програми со цел да го спречат овој феномен, да го искоренат од нивните системи и да обезбедат поквалитетен живот за нивните граѓани. Во општеството, а особено на универзитетите, не смееме да дозволиме да владее корупција. Зошто? Пред се, секој кој што се одлучил да навлезе во академските води е спремен на максимално вложување во науката, академско надоградување, преку неговата амбициозност за лично подобрување и подобра иднина, почитувајќи го својот интегритет, етика и одговорност. Со корупцијата се загрозуваат сите човекови и студентски права. Кај студентот се руши неговата замисла за
слобода и академско напредување и се промовира злоупотребата и искористувањето на јавната функција од страна на надлежните органи, професори, со цел остварување на лични, приватни интереси, нешто што не смееме да дозволиме да се случува. Тргнувајќи од тој факт, Универзитетот Свети Климент Охридски се фокусира на навремено препознавање на корупцијата во рамките на установата и изнаоѓање на мерки и санкционирање на сторителите на корупција. Како и досега, покрај одговорното лице за прием и пријави на корупција, професор доктор Валентина, на нашиот универзитет, согласно Законот за високо образование, е одредено да има и студентски правобранител, а во моментов од 27.9. до крајот на декември сум веде студентски правобранител при УКЛО и во моментов аплицирам на конкурсот за студентски правобранител. Тоа е тело на универзитетот кој има улога да ги застапува и брани правата на студентите, доколку се повредени од страна на надлежните органи во универзитетот. За таа цел, секој студент треба добро да ги познава своите права и во случај на нивна повреда може да се обратат до мене со писмено барање. Затоа сите сплотено потребно е да се бориме против корупцијата. Би сакала да искористам оваа прилика каде што се присутни студенти од сите факултети при универзитетот и да презентирам некои од правата на студентите, што всушност представува и моја обврска како студентски правобранител. Бидејќи многу често во правата ќе го сретнеме поимот статус на студент, а и заради потребата стриктно да се знае кој може да достави барање, потребно е да се даде соодветна дефиниција за статус на студент. Што е статус на студент? Статус на студент, а со тоа и член на академската заедница, се стекнува секој со запишувањето на прв, втори, трет циклус на студии на универзитетот, односно на самостојната висока стручна школа. Кои се правата на студентите? Студентот има право на редовно студирање, статус на редовен студент, право на вонредно студирање, статус на вонреден студент, значи секој редовен и секој вонреден студент има право да поднесе барање. Студентите имаат право на квалитетни студии и образовен процес како што е предвидено со студиските програми, слободно искажување на мислењето и ставови во текот на наставата и другите активности во високообразовната установа, редовно да напредува, да се образува и да го заврши студирањето под услови кои што важеле при уписот, а со корупција тоа право се спречува и повредува. Студентите имаат право да учествуваат во управувањето на високообразовната установа, имаат право на заштита на своите права и должности пред органите на високообразовната установа. При случај со корупција повредено и правото за заштита на личноста на студентот од злоупотреба и на неговото достоинство. Студентите имаат право да студираат истовремено на повеќе студиски програми, да изучуваат дополнителни курсови, да ги користат библиотеката и базите на податоци, просторот, опремата и друга научна и стручна инфраструктура на универзитетот и на факултетите, да учествуваат во научно-истражувачката, уметничката и стручната дејност, при што му се гарантираат авторски, пронаоѓачки и слични права и награди, да користат услуги на студентскиот стандард, како сместување, исхрана, здравствена заштина, градски и меѓуградски превоз и друго. Студентите имаат право да учествуваат во работата на студентските организации, во факултетските и универзитетските студентски собранија, да добиваат стипендии или да користат финансиски кредит во текот на студирањето, да остваруваат соработка со студенти во земјата и во странство, и други закони предвидени со Закон за високо образование, статут на универзитет, статут на единица и други акти. Законот за спречување судир на интереси ја дефинира корупцијата како злоупотреба на функцијата, јавното овластување, службената должност и положба заради остварување корист, директно или преку посредник, за себе или за друг. При тоа под овој поим се опфатени и поимите пасивна корупција и активна корупција. Пасивна корупција е намерно делување на службено лице, кое директно или преку посредник бара или прима корист од било каков вид за себе или за трето лице, или прифаќа ветување на каква корист, со цел да делува или да се воздржува од делување во согласно со своите обврски или да ги врши неговите надлежности спротивно на службените обврски. И активна корупција е намерно делување на било кое лице
кој директно или преку посредник ветува или дава корист, од каков било вид на службено лице, за него или за трето лице, со цел да делува или да се воздржува од делување во согласно со овие обврски или да ги врши неговите надлежности спротивно на службените обврски. Многу е битно да се прави дистинкција помеѓу овие два поими. Со цел да можеме успешно да се справиме со корупцијата, потребно е сите вработени и студенти на универзитетот максимално да се вклучат во интензивната борба против корупција, настојувајќи се да развиваат и функционираат механизми со кои ќе се намалат ризиците од корупцијата. Со тоа универзитетот покажува висок степен на интегритет, активно спротивставување на корупцијата и нула толеранција за истата. Доколку сметате дека некое ваше право е повредено или некој од вас бара некоја корист, слободно можете да се обратите кај мене како ваш студентски правобранител преку писмено барање кој ќе го понесете лично вие како студент на мејл адресата или преку посредник на мејл адресата на студентскиот правобранител или по пошта на адреса на седиштето на правобранителот во Битола. Меѓутоа сметам дека е подобро на мејл заради тоа што јас не живеам во Битола, доколку е потребно дополнителен термин за разговор, околу случајот ќе се договориме и ќе се состанеме. Во итни случаи барањето може да се прими и по телефон, зашто се составува службена белешка, а во рок од 5 дена подносителот е должен барањето да го поднесе и писмено. Не постои определена форма или образец по кој барањето треба да биде поднесено. Меѓутоа на овој слајд може да видите урнек на барање, изработен од страна на замениците и правобранители. Тоа треба да содржи лични податоци на поднесителот, околностите, фактите и доказите врз кои се темели барањето, како и да биде наведен органот, односно лицето на кое што се однесува барањето. Доколку станува збор за прашање кој е од општ интерес, пример ако поголема група на студенти е засегната од проблемот, барањето може да биде и анонимно. Вие како подносител не можете да бидете повикани на одговорност во врска со понесеното барање, за тоа се грижи ректорот, односно деканот на единицата. Во однос на барањето, одговор и мислење од моја страна ќе добиете за неколку дена од понесувањето на барањето. Сите информации кои ќе ги добијам во барањето се од строго доверлив карактер. И оно што можам да го ветам е дека по однос на секое барање постапувам совесно, непристрасно, ефикасно и одговорно. Како студентски правобранител, по секое понесено барање, имам право да остварам средби со сите засегнати страни, освен ако барањето биде анонимно, да вршам увид и документација на студентот и факултетот и да преземам действија со цел утврдување на фактичката состојба. Според статутот на Универзитетското студентско собрание при УКЛО, студентскиот правобранител има овластување до проректора за студентски работи на универзитетот да поднесе извештај со укажување за настанатата повреда на правата на студентот и да даде насоки за действија кои треба да бидат преземени со цел отстранување на повредата. Универзитетот е обврзан во рок од 15 дена да достави информација за преземените действија до студентскиот правобранител. Вие како поднесители на барање имате право да сте известени за текот на постапката. На овој слайд можете да ја видите мојата мејл адреса, мејл адресите на сите заменици студентски правобранители и мејл адресата од професорката одговорна за прием на пријави на корупција и слободно да направите скриншот на екранот. За крај би сакала да истакнам дека во текот на моето студирање никогаш не сум се соочила со корупција, но тоа не значи дека таа не постои. Сметам дека на нашиот универзитет имаме соодветни места каде што можете да се обратите, тука сум и јас, и да не дозволите да бидете жртва на корупција или пак некое ваше право да биде повредено. Затоа сите заедно да се бориме против корупцијата и да ги заштитиме нашите права кои ги имаме како студенти, но да не заборавиме и на нашите обврски. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам, колешке Батковска, за вашето излагање. Вашиот сериозен пристап, конкретно нели кон сите оние активности кои што ги има студентскиот правобранител е за поздравување и на тој начин преку ваше самостојно и студентско организирање имате можност да ги заштитите вашите права, но и да ги унапредите условите, начинот на студирање и така натаму и активно да се спротивставите против сите оние предизвици со кои што се соочувате во текот на студирањето. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на сите излагачи во рамки на форумот. Може да
констатираме или да заклучиме дека организирањето на антикорупцијски кампањи преку кои што студентите ќе имаат можност да се запознаат, но и да препознаат и да превенираат од одредени коруптивни дејствија е од големо значење и универзитетот во таа насока презема конкретни активности. Понатаму информирање на новите студенти уште при уписот на факултетот, како што каже и колешката Гулевска, да се запознаат со штетните дејствија од корупцијата, но и да се запознаат со механизмите кои што им стојат на располагање за да се заштитат како одлична можност за да расудуваат што се смета за недозволено на факултетот, но и да се заштитат од потенцијални коруптивни, па и неетички или друг вид на непосакувани дејствија. Исто така тука може да се напомене и потребата од спроведување на истражувања за присуство на корупцијата на универзитетите, каде што преку соодветен мониторинг на состојбите, скенирање на состојбите на терен и така натаму, преку анонимни анкети на студентите може да се придонесе кон детектирање на коруптивните дејствија и да се пристапи кон нивно созбивање. И генерално може да констатираме дека потребна е континуирана соработка помеѓу актерите од високото образование, државните институции и секако тука и граѓанскиот сектор во поглед на нивно заедничко действување за решавање на конкретниот проблем и секако поголема и ефикасност и ефективност на органите кои што се задолжени за откривање и секако превенирање на корупцијата и преземање на конкретни мерки во оваа област. Јас отварам дискусија за сите оние присутни кои што сакаат, може слободно да постават прашање или да дискутираат. Користете ја опцијата која што ја нуди Google Meet, значи со подигнување на рака или пак слободно може со пишување на коментар во чат. Дали има некој кој што се јавува за збор? Првото прашање секогаш е проблем, нели, да се проби да се скрши мразот, но ве охрабрувам дали од студентите или другите присутни слободно ваш став, ваш коментар токму на оваа тема која што не засегнува сите. Бидејќи проверувам и во чат, не гледам дека некој се пријавува. Јас уште еднаш тогаш ви се заблагодарувам за присуството и го поканувам ректорот со одредени завршни зборови или поздравни зборови да го затвори овој форум. Ректоре, повелете. Благодарам, професоре. Се разбира. Првиот чекор е да се зборува, да се ставаат работите на маса и да се дискутира и на некој начин да станеме свесни за нештата кои што се околу нас. Било ми е дека ние како универзитет ги држиме, и како што професорката Валентина кажа, работиме на тоа поле и се разбира дека има уште многу нешта да се направат за да донесеме едно ниво кое што би не носило на врвот на институции кои што се транспарентни, отчетни и држат до својот интегритет. Јас уште еднаш ќе се заблагодарам на вас и на проректорот Маријан како организатори на ова и одбележување, самото одбележување на овој ден од меѓународен значи свесност дека треба да се зборува, треба да се делува,
Значи и да се зборува и да се делува, затоа што прво зборувате за да на другите им предочите дека работите, но и да се делува, а ние како ректорат стоиме на располагање да за сите појави несакани да делуваме. Реков, ние се разбира свесни сме за околностите во кои што работиме и на крај ќе кажам, ако еден од основните услови на нашата држава е да за било каков напредок да ја сузбие корупцијата, тогаш универзитетот со сите своји сили мора да биде во насока на тоа делување. Затоа уште еднаш благодарност до сите и се надевам на вакви почести средби, а видовме и преку професорката Валентина дека тие се одржуваат, активни се, студентите ќе ги пофалам дека брзо ги конституираат своите тела, го артикулираат својот интерес и во една заедничка преку бројни заеднички активности да делуваме и на ова поле. Ви благодарам на сите уште еднаш и посакувам и понатаму да работиме на вакви теми. Благодарам, ректоре. Благодарам и јас уште еднаш на сите. Еве најавуваме за следни вакви формати или форуми за кои што ќе се дискутира за овие значајни прашања. Првиот ќе се одржи на Факултетот за безбедност, а потоа и на Факултетот за туризам и угостителство. Предпоставувам дека дел од присутните ќе имаат можност да земат и активно учество и на следните форуми. Ви посакувам убав ден, останете во добро здравје и се надеваме и очекуваме дека следните вакви собири ќе бидат со физичко присуство, каде што ќе имаме можност да отвориме по детална дискусија и да развиеме одредена дебата за оваа постојано актуелна тема. Пријатно и убав ден на сите. Пријатно. Пријатно на сите. Пријатно. Пријатно.